Почитуван колега Фазли, исклучително ве почитувам, сакам добронамерно да ви реплицирам, во целост се согласувам дека оваа година некако не ни помина добро во земјоделието. Имавме проблеми со лозарите, имавме проблеми со тутунарите, тука се и оризарите во моментот, да не ги забораваме, и раноградинарите имаше проблеми и со сливата, и со зелката и така натаму. Едноставно лоша година. И во тој сегмент од вашата дискусија целосно се согласувам, едноставно треба да најдеме решение. Меѓутоа, во дел од вашиот говор се осврнавте на субвенциите и напуштањето на принципот на субвенционирање. Тука не се согласувам, затоа што тоа е политика на ЕУ. И чисто и за јавноста, со колкав капацитет на субвенции ќе влеземе во ЕУ, односно ќе пристапиме, толков прак можеме да задржиме кога ќе влеземе во ЕУ. Значи, откога ќе влеземе во ЕУ, не можете да го дигнете тој прак. Напуштањето на тој прак значи нула пари од ЕУ фондовите за земјоделие, а знаеме силно е развиена политиката на ЕУ во однос на земјоделието и субвенционирањето на собствена храна и собствени земјоделски производи. Значи, да забравиме темата на напуштање на субвенции, затоа што тоа е различно од концептот кој го дава самата Европска Унија. Ние мораме да продолжиме со субвенционирањето, затоа што во спротивно и нема да бидеме конкуренти на пазарот. Сите околу нас субвенционираат. Дури некои многу повеќе, затоа што тоа, реков, е крајна политика на ЕУ да се заштити домашното производство и сами да си обезбедиме храна. Не знам што би се случило во Франција ако се напушти политиката на напуштање на субвенционирање. Така да решењата треба да ги најдеме во други насоки, пред се во законските решења, подобрување на законските решења и владата да се јави како медијатор, односно страна која ќе одлучува помеѓу откупувачите и тие што произведуваат, односно да го регулира пазарот. Има многу моменти каде што можеме да го подобреме секторот земјоделие и тоа треба да ни биде висок приоритет, затоа што многу наши граѓани се занимаваат со земјоделие и тоа е нивна единствена екзистенција. А знаеме што се случува со селата, со малите градови, едноставно ја напуштаме земјата, си ја напуштаме гранката која не храни. Благодарам.